Минатата година во месец јуни 2013, значи имаше еден немил настан, еден вандализам во Советот на општина Центар, во самата граница на територијата на општина Центар, каде што една невладина организација со некои веројатно одобрени и согласности направи еден голем зулум, голема штета, среќа што не дојде до човечки жртви во однос на нападите кои што беа направени врз работата на Советот, кои што требаше да донесе одредени одлуки. Одлуките се секако, како и во секоја установа, локална единица или било каде, се донесуваат секако од животот и работењето и потребите на граѓаните, но на што е потребно. Меѓутоа, тој немил настан се случи што се случи, животите на советниците и на вработените присутни на самата седница беа, морам да кажам, загрозени. Често пати може да се види и во печатените медиуми и во електронските медиуми за сето на што се случуваше. Тоа е една немила сцена, немил напад, рушење на општествен имот, големи штети направени, искршени прозори, оштетено еден советник дури со последици здравствени на око, отпрскање на стакла, сите стакла разбиени, за да денеска се доведеме во една состојба, сме заградени со едни жици, мрежи, огради и така натаму на самата објект кој што ги имаме. Надвор од она што беше рушено градот. Тоа се гледаше како е насилно, насипно, иако јавен собир и така натаму. Јас во таа конотација, во таа функција не би сакал да говорам повеќе, бидејќи случајот за Македонија е доста јасен и познат, но основниот проблем е што и до ден денеска, од она што беше говорено согласно законот, согласно давање согласност и така натаму, овој случај не е расветлен. Од кој аспект? Пардон, од аспект што согласно законот, статутот, деловникот за работење на секоја локална единица и на општина Центар, полициските станици на територија кај што делуваат на самата општина се задолжени да секои 6 месеци доставуваат извештај за своето работење, состојбите на станите кои што ги имаме и појави што се присутни. Во тој аспект е тој извештај се доставуваат до Советот, Советот ги разгледува, усвојува и не усвојува, дали ќе ги прифати или не. Измина првите 6 месеци од настанот, беше поставено прашањето дали има сторители, дали виновници и така натаму. Настана една промена на кадарот на ВД, командирот на полициската станица. Тој не бил, одговорот беше меродавен да дава такви одговори или да може да одговори за состојбата, бидејќи назначен после таа ситуација. Баравме да сепак случајот, велам, се расветли, иако измина и вторите 6 месеци, односно период на првите 6 месеци во 2014 година, беше пред некој ден доставен извештај за работењето на оваа полициска станица, кој што се разгледуваше на самата седница и на самата седница од страна на градоначалникот беше поставено, дискутирано и барано да се расветли случајот, прашањето за сторителите и така натаму. Беа, да не говорам, доставувани и слики на лице место пред командирот на полициската станица, беа аргументи после седницата но јавните гласила, телевизиите и така натаму, електронските медиуми, прикажувани самите слики, се гледаа состојбите, се гледаа сторителите, се знае кој организатор, да на крајот дури се гледа состојбите и на делувањето на полицајците кои што беа присутни на самиот настан, кои што во дадена ситуација беше се дозволено да не дојде до врвот веќе на, да речем, на немил настан, на веќе на убиства, мала реакција која што не вроди многу плод. Штетите се тие, општината ги надомести сама штетите, направи се што направи и градоначалникот во сето тоа што го бараше, бидејќи не доби и пред неколку дена одговор на сето тоа од командирот на полициска станица, кој што одговор беше сосема јасен дека тој не може да даде одговор, не бил во тој период и така натаму, градоначалникот се обрати до Министерката за внатрешни работи за да сето тоа го сознаат, односно дадат некој одговор, бидејќи помина повеќе од 13-14 месеци од сето тоа.